Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е поранешниот гувернер на Народната банка, господинот Петар Гошев. Господине Гошев, според досегаш објавените новинарски истражувања поврзани со документите од Панама, се покажуваат дека и македонски фирми се дел од овој скандал. Какви се вашите проценки? Колку македонските политички и бизнис елити се корисници на услуги на компании во даночните прибежишта? Од оние износи кои што влегуваат во Македонија или излегуваат од Македонија, а се упатени кон тие дестинации или доаѓаат од тие дестинации, од моето искуство како гувернер не биле големи износи. Но тоа воопшто не значи дека и корупцијата и искриумчарените пари и украдените пари од Македонија соодветствуваат на тие мали износи. Напротив, има други индикации кои што зборуваат дека големи, огромни износи од Македонија се изнесуваат годишно како незаконски однесени пари надвор од Република Македонија. Вие го знаете оној извештај годишен на Global Financial Integrity. Таму беше проценката дека за од 2004 до 2013 година, 10 годишен период, се одлеале повеќе од 5 милиарди долара или некаде просечно годишно по 516 милиона долара незаконски средства од Република Македонија. Тоа е проценката на Global Financial Integrity. Има пари во овие дестинации од Македонија. Овие износи што се покажуваат, тоа се минимални во споредба со стварните. Така што прашањето е целосно отворено и тие големи износи, какви што спомнуваат овие од Global Financial Integrity, треба да се истражат. А се случуваат такви големи износи на одлевање заради тоа што вкупниот систем правно-економски е нефункционален, коруптивен, затајуваат скоро на сите нивоа контролните механизми. И тоа е Македонија таков случај. Годишните извештаи на Управата за финансиско разузнавање покажуваат дека банките редовно, речиси секоја година, пријавуваат околу 150 извештаи за сомнителни трансакции. Но во земјава во јавноста реално не сме виделе до сега правен епилог поврзан со кривичното дело перење на пари. Што значи тоа? Тоа значи дека не функционира системот. Банките се задолжени според законот за спречување на перење пари да ја информираат соодветната агенција за секоја евентуално сомнителна трансакција која што им се стори и тие се надлежни таму да ја истражат. Меѓутоа, ако вие имате корупција од највисокото место во државата, ако имате заробен систем, заробена држава, ако имате заробени институции, ако имате партиски војници на тие институции кои што му одговараат само на еден човек, кој што се претвара во фирер, тие нема да ја завршат работата, независно од тоа колку банките ќе поднесат извештаи, за колку случаи ќе поднесат пријава, информација дека чувствуваат дека таму има сомнителна трансакција. И системот ќе биде блокиран. Министерството за финансии при последното заложување доби помалку пари од што се надеваше. Дали тоа значи дека кредиторите стануваат повнимателни? Тоа се случувало и друг пат. Може да значи и не мора да значи. И прашањето е тука, не дали позајмиле 20, 30, 50 денес, него вкупно што прават. А она вкупно што го прават е невидно брзо темпо на задлужување на Република Македонија и долгот кој што е запишан на веб страницата на Министерството за финансии од 47-8% од брутно домашниот производ,
тој не е целиот долг, купен јавен долг, и тоа е проблемот. И јас повеќе пат зборувам дека тие го кријат долгот. Например, имаат долг најмалку од меѓу 60 до 100 милиона евра во здравствените установи. Тој не е вклучен во овие бројки. Имаат голем долг општините, тоа влегува во јавниот долг. Никој не го знае долгот на општините. Она што го пишува на веб страницата 15 на 20 на милиона евра, тоа го должи само една скопска општина. Без градот, без Охрид, без Прилеп, без Битола, без Штип. Значи, не е целиот тој долг. И затоа јас тврдам дека нашиот долг е веќе не ни случајно помалку од 55-56% од брутодомашниот производ, и тоа за Македонија е веќе критична точка. И се разбира, враќајќи се на ваше прво прашање, кредиторите сега ќе почнат да стануваат повнимателни, што значи или помалку пари ќе позаемуваат, или кога ќе сакаат да ја позаемат на владата пари, ќе побараат поголема камата, затоа што се зголемува ризикот. Државата станува ризичен фактор. Стануваат кредиторите несигурни дали таа ќе банкротира, не, ќе им ги врати на време парите, не, со задоцнување, без задоцнување. Значи, во иднина Македонија ќе зема поскапи кредити. Прво тоа, додека во една точка не престане, никој не и дава кредити ако продолжи вака да работи. Ќе поскапи и за не така долго време оваа или било која влада со овој наталожен долг ќе мора да ги качи даноците. Бидејќи се нема бесплатен ручек, мора некој тоа да го плати, нема да го платат овие арамии кои што ја водат македонската држава, туку ќе го плати тоа народот на Република Македонија. Народот кој ќе го плаќа со даноци. Одлуката на председателот Иванов и случувањата потоа донеса многу негативни реакции во јавноста и од меѓународниот фактор. Какви се вашите очекувања за натамошен развој на настаните поврзани со политичката криза? Јас не сум задоволен ниту од реакциите внатре во Република Македонија, не се доволни. Ова што ни се случува заслужува експлозија од незадоволство. Заслужува незадоволство што ќе ја збрише оваа власт од неизините запоседнати места. Ќе ги отстрани, ќе ги оддува како ветер и ќе ги спречи да ги прават овие штети на Република Македонија. Ова власт и тие неколку прашања, најредуциран извештај на Прибе, фактички, најмалку извлечени задачи, и тие ги суспендираше до крај. И де факто го суспендираше договорот од Пржино, а сега овие од меѓународниот фактор, кои што сакаат да замижат на распишувањето на изборите и покрај тоа што не се исполнети услови за фер и демократски избори, сега добија уште неколку шамари од главниот водач на злосторничкото здружение во Република Македонија. Со одлуката на председателот, со суспендирањето на законот со кој што му се забрануваше на председателот да помилува прекршители и фалсификатори на изборен процес и така натаму и така натаму. Суспендирањето на одлуките на министрите кои што влегоа врз од опозицијата кои што влегоа врз основа на Пржинскиот договор. Сите одлуки нели ги суспендира владата. Повторно противзаконски, тамо едно чудо има кршење на законите и така натаму. Одлуката на председателот, така наречениот председател е исто така противуставна. И покрај суспендирањето на тие одредби од законот за помилување, таа е и натаму противуставна. Значи, за нив не постои закони, не постои устав, не постои институционален поредок. Тие се самите институција. Како тајфа, они пишуваат дневно закони и пишуваат дневно устави на Република Македонија.
така како што им одговара да ги заштитат своите лоповлуци во Република Македонија. А дефинитивно нема да ни се случи ништо добро ако се млаки реакциите од ограбениот народ. Ви благодарам за разговорот. Не беше задоволство. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.